Се наоѓаме на неколку дена пред референдум на кој актуелната власт во државава поставува прашање кој истовремено е сложено и манипулативно, спротивно на закон со кој граѓаните на Република Македонија свесно се носат во заблуда, подло се носат во ситуација да се самоукинат. Влезот во НАТО и Европската Унија е нешто кое сите го посакуваме. Но факт е дека прифаќањето на договорот со Грција нема да не внесе ниту во НАТО, ниту во Европската Унија. Впрочем, застапување во некаков сојуз потребен е и задолжителен референдум. Токму заради фактот што овој референдум е само за смена на име и идентитет, референдумот е консултативен. Патот до Европската Унија и НАТО е подолг и е поплочен со многу реформи, подобрување на стандардот на граѓаните, нови фабрики, нови инвестиции во образованието, здравството, реформи во правото, здрава економија, нешта за кои моменталната влада досега се покажа како неспособна. На предстојниот референдум, заткривајќи се зад превезот на НАТО и Европска Унија, Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев го носат македонскиот народ во ситуација сам себе да се избрише. Прашањето кој е пред нас е недостоинствено. Името на државата Република Македонија и нашиот идентитет немаат цена и не се на продажба. Договорот е крајно капитулантски. Со истиот имаме смена на институционалниот идентитет. Армијата на Република Македонија ќе стане армија на Република Северна Македонија. Македонска радиотелевизија ќе стане телевизија на Северна Република Македонија и така натаму. Договорот не е добрососедски, затоа што Грција и понатаму го задржува правото да става вето, иако со договорот ние отстапуваме од се. Со договорот не сме повеќе македонци, туку стануваме граѓани на некоја нова творевина, Северна Македонија, кои ќе мораат да ги променат сите официјални документи на сопствен трошок.